назли фатми. Што е потребно? На 1 килограм брашно, што е друго потребно? На килограм брашно иде килограм маслаце. Значи 1 килограм кравјо масло, 1 килограм бело пченично брашно и колку јајца ни се потребни? 13 јајца за замесување на тестото. Идемо прво метнемо брашно, килограм брашно во сад за месење. Идемо килограм метнемо масло. Многу ни е убаво за денешната емисија во овој прекрасен амбиент на тетовското теке. Свежо ни е, убаво дувка ветренце. Подолго време се меси брашното? Мора да се меси долго брашно и масло да биде тесто да се офати. Сем назли Фатма, а кои се други традиционални тетовски сладки? Гуроби има, алиджин има. Што е тоа? Шеќерпара. Шеќерпара? Да, шеќерпара. Шеќерпара исто како ово се меси, само мора да биде мало топлие маслац. Да биде стопен. Да. Стопено масло. И шеќерпара не се развија. Се меси тестото можеби повеќе од половина час. Па док не го прима маслото. Брашното да го земе маслото. Да. Додека мајстор Дуди го измеси ова, ние ќе промуабетиме околу многуте колачиња овдека традиционални во Тетова. Со вас се гледаме, драги мои, кога ќе биде тестото готово. Вака веќе измесеното тесто, сега ќе ги додадеме јајцата. Тестото е готово кога брашното ќе го зеде пудерот. Ајде сега. 9 жолчки јајца. Што им правиш на белките? На белки го употребувам За колачи. За колачи, општо има разни колачи. Со белки. Колку се сторија? 4, 6, 8, 9. Добре. 4 идемо, C. Сега ги ставаме јајцата, жолчките и целите јајца. Повторно го месиме тестото. Имаш ли и ова се меси 10 минути, додека јајцето влезе во брашното и во маслото. Еве тестото е веќе на самиот крај добро измесено и мајстор Дуди кажа дека треба да одстои во ладилник најмалку 1 час, да се стврдне тестото, убаво да се излади и после 1 час ќе се вратиме назад да продолжиме со приготвувањето на овие традиционални сладки. Мајстор Дуди ми кажа дека додека се лади тестото, се прави шербетот за назли Фатма. Ако ќе го направите, ќе го ставите да се излади, затоа што тој треба да биде ладен. Колку е потребно на оваа доза на тесто за назли Фатма? Колку шербет е потребно? И како се прави, да им кажеме на нашите гледачи? Ново тесто, шеќер иде 3 кг. 3 килограми шеќер, колку вода? Вода иде 1,8 кг. 1,800. Стави да ври. И колку време врие? Док преври, гледаш према густини, колку ти треба густо да Па како ќе ставиш со лажицата? Конец да се влече. Док почне да врие, мора да му истетиш лимон. Лимон цедиме, 1 лимон. Цел 1 лимон му истетиш, да се пренесе во шеќери, Да. да буде шербет добар. И го тргаме Тргаме да се лади. да се излади. Колку се ладиш?
шербетот. И шербетот мајстор Дуди го направи. И тој веќе скоро изгладен, а и тестото скоро е готово. Еве го шербетот. Какви убави конци. Значи со сукалото и со постепено додавање на брашно. Имаш со ноже? Да, со ноже ги сечемо. Па направимо разни форми за наливаме и ставимо ми у нормално клекови, утепци имамо. Како ружичка ја направи. Ајде уште едно такво да направиш, да им покажеме на гледачите убаво како се прави од една лента. Од една лента се направи. Ја зимаме лентата и што и правиме, како ја превртуваш, орапчиња. Да, идемо. Значи на 3 ја преклопуваш. И уште еднашка. Една и сечем. Така, значи добива како баклави. Значи ова Едно, на половина, да. како што е крупчето, го превртувате и вака ќе биде за печење. За печење. Овие кога се пече нарасту нагоре. Кажи ми, мајстор Дуди, колку време откако ќе ги направат сите овие форми, полична желба, се става во плех и се пече на колку температура? На температура не сме да више од 150. Значи на 150 колку минути? 70 минута, 75 до 80 минута. Зависи сега како ти е затворено Ревната. Не сме никогаш температурата да биде поголема од 150 степени, затоа што ќе го изгубат вкусот. Вкусот ќе премине веќе во бисквит. Во бисквит. Значи, внимавајте во печењето. Сега ние ќе ги направиме заедно, ќе ги ставиме во плехот и ќе ги испечеме, а потоа ќе ги ставиме тие врели во ладен шербет. Уште малку да света така од озгора. Благодарам. Убаво. Многу е убаво. Драги мои, да ги направите овие сладки назливи Фатма, прекрасни се и не се тешки за правење. И навистина, сите комплименти за тебе. Браво да си продолжиш и понатаму да ги правиш овие убави сладки, да пренесуваш традицијата и ова се нарекува токму вкусот на традицијата. Останете ми со здравје, се гледаме во наредната емисија Вкусот на традицијата. Довидување!